Страсбург ќе проверува дали имало независност и непристрасност во македонските судови кога одлучувале за набавката на блиндираниот Мерцедес, случај познат во јавноста како Тенк. Користењето на снимките од прислушкуваните разговори како доказ во судската постапка и нивната автентичност, како и бројните контрадикторности што го следеа процесот, се причините зашто судот во Страсбург ќе го чешла Тенк. Судот за човекови права треба да оцени дали постојат сериозни индиции за прекршување на правото на фер судење во Македонија за пресудата на екс-министерката Гордана Јанкуловска, која беше осудена на 4 години затвор, која таа ја одлежа. Јас издржав неправедна драконска казна и штетата која ја претрпев на приватен и професионален план не може да се надомести. Сепак, сознанието дека од страна на СЧП овие повреди се препознаени, за мене една мала лична сатисфакција, напиша Јанкуловска на социјалните медиуми. Може би конечно оние со 2% доверба ќе ја примат пораката дека не смеат да слугуваат на ничии интереси и агенди затоа што граѓаните ги плаќаат да ги штитат, а не да ги кршат нивните права. Господјата која денес е на столбот на срамот, а која за своите злодела беше од страна на претходната власт дебело наградена со висока функција, е пример дека судиската тога не е панцир што штити од општествен прекор. Се надевам дека конечно ќе има одговорност за сите сторени зла, но и ако тоа не се случи, немам дилема дека никој не може да му избега на судот на историјата. Одбраната вели дека судиите во Страсбург ќе проверуваат повреда на речиси сите ставови од членот 6 на конвенцијата, кој се однесува на право на пристап до суд. Контрадикторност на постапката, на еднаквоста на оружјата, на брзината со која што се одвиваше судењето во услови кога Гордана практично само што беше породена. Исто така прашања поврзани со отсутството на независност и непристрасност на судот и повреда на презумпцијата на невинност и повреда на правото на пристап до суд, па и самото постоење на суд основан со закон. Доколку судот во Страсбург утврди дека имало повреда на правата на Јанкуловска, одбраната ќе има право да бара и финансиска одштета од државата. За нејзиниот адвокат тој не е толку битно, затоа што нивната основна цел е судската постапка да биде повторена со почитување на правата на екс-министерката, за што се надеваат дека во догледно време Страсбург ќе го напише во одлуката. Доколку судскиот совет беше на висина на задачата и доколку имаше минимален интегритет кај членовите на судскиот совет, немаше ни да дојде до оваа постапка во Страсбург, бидејќи јас како тогашен полномошник на Гордана, крај на 18 или почеток на 19 година, внесов иницијатива за утврдување на одговорност на тогашниот председател на судечкиот совет на првостепениот суд што осуди Кацарска. Меѓутоа, за жал, судскиот совет едногласно ја одби таа иницијатива. Кривичниот суд во 2018 година ја осуди поранешната министерка за внатрешни работи Јанкуловска на 6 години затвор за набавка на возилото Мерцедес во одвоена постапка за случајот Тенк на специјалното јавно обвинителство. По жалбите на Јанкуловска, која апелациониот суд Скопје деломно ги уважи, првостепената пресуда и беше прииначена само во делот на одлуката за казната и ја намали на 4 години.